Така е, Симона, како што рече и ти, денеска 16 април, меѓународен ден, светски ден на гласот, и секогаш кога ќе помислиме на гласот, пораките секогаш доаѓаат, односно првата перцепција е дека мораат да бидат гласно изговорени. Меѓутоа не секогаш е така, бидејќи многу други начини на комуникација постојат и многу други начини на комуникација практично можат да го означат гласот, да го заменат и да испратат силна порака. Ова утро на меѓународниот ден на гласот, 16 април, како што веќе најавив, ќе разговарам со мајка на глуво дете со имплантиран кохлеар. Станува збор за Ирена Лозановска-Панчевска. Ирена, добро утро. Навистина ми е драго што сте дел од Македонија на утро. Добро утро и на вас и драго ми е што не поканивте да бидеме дел на овој ден од вашата утринска емисија. Така. Сакав да ве прашам, како што реков веќе во најавата, вие сте мајка на глуво дете со имплантиран кохлеар. Колку е значаен знаковниот јазик за него и колку на овој ден е значајно да се испрати една порака дека и тоа е еден вид на глас? Стефан е 14 годишно детенце, кое што малку доцна ја откривме неговата глувост и некако без најава животот ни се испреплети и влеговме во светот на глувите и на тишината. И почнавме да бараме начини, решенија, затоа што заедно со слепите, ова е сетилна попреченост. Овие деца се високо функционални, не само деца и возрастни, меѓутоа често се потценети од самото општество затоа што фали токму гласот. За разлика од слепите, некако научарите станаа помодарство, па можеме да видиме многу луѓе околу нас што носат научари. За разлика од нив, кај глувите многу ретко среќаваме некој со слушно помагало, амплификатор, уште поретко со по новата технологија, тоа е кохлеарен имплант, кој што се вградува директно во главчето и во Македонија има некаде околу 200 деца до сега имплантирани со кохлеарен имплант. Значи, тие го добиваат звукот преку овој уред, меѓутоа добиваат роботски звук кој што треба мозочето да го научи, така да се уште се врзани, зависни од другите начини на комуникација, визуелно, преку сликички, со различни начини, телефони, и така да знаковниот јазик ни е веројатно првото и основно средство за комуникација и тоа ќе кажам не само за глувите, него за секој невербален човек. Секој од нас може да дојде во состојба, не знам, на надена глувост поради некоја инфекција, аутистичниот спектар на децата не глуви. Знаковниот е многу визуелен јазик, лесен за комуникација и емотивен. Знаковниот јазик е средството преку кое се изразува. Како е, рековте дека Стефан има 14 години, како е во училиште, како е овде со знаковниот јазик, како е целиот тој процес, како се одвива неговото секојдневие? Јас сакам да кажам дека Стефан е дете на инклузијата. Значи, моментот кога требаше да започне, само што завршивме имплантацијата, за жал надвор од Македонија, за жал зборувам, за наша среќа веројатно, меѓутоа за жал тогаш беа првите почетоци на имплантација во Македонија на кохлеарните импланти. Вледавме во лудата инклузија и мораше да се запишеме во редовното училиште, а сите специјални училишта едноставно престанаа да функционираат, останаа да работат како центри за поддршка. И тука започна нашата борба, па не фати короната, па морав да бидам јас дома асистентот и изучувачот на знаковен јазик, а рачунете ние сме слушни родители кои никогаш како секој од нас немал никаков контакт со знаковниот јазик и се беше ново за нас. Борбата е голема, значи веќе 7 година се борам низ лавиринтите низ нашето општество. Да бидам реална, за него успеавме да најдеме начини, значи центарот за поддршка се вклучи, тој добива еднаш, два пати неделно знаковен јазик, часови, асистентката која што е со него го има познавањето на знаковниот јазик. Проблемот е со нашето изучување. Така, меѓутоа, еве и вие го учите знаковниот јазик, колку тоа ја зголемува поврзаноста меѓу вас, се разбира нормално дека ви е син, меѓутоа нели знаковниот јазик и како е тој начин на експресија, дали можеме да кажеме еве денеска на денот на гласот дека и тоа е еден глас, еден јазик кој што е се почест. Токму така. Ние сме гласот на нашите деца. И тука е главниот проблем со организацијата која што веројатно треба да застане за нас и да не поддржи, тоа е Сојузот на глуви и наглови во Македонија. За жал го држат монополот за изучување на знаковен јазик.
И единствено што прават продукција се продукција на толкувачи. Тоа е голем долг процес на создавање на толкувач, тоа е човекот кој што оди да му помогне на глувиот човек во секојдневниот живот. Меѓутоа децата се изоставени, а изоставени сме и ние родителите на децата, затоа што ние немаме каде да научиме секојдневен начин на комуникација. Еве сме сега во пубертет ни вријат хормоните, како да се објасниме дека имам симпатија или како да ја пристапам на симпатијата и како да ја објаснам, да ја покажам, пошто не можам да ја кажам, а и да ја кажам на знакове нема да ме разбере, дека и се допаѓам, дека знам како да се искажам пред нашите наставнички, дека го познавам материјалот за кој што работи. Не знам, проблеми во секојдневието на глувите, да речеме замислете една свадба, на глуви и двајца во црква, а попот зборува, како ќе ја доживее емотивно, сепак влегуваат во брак, доколку не постои гласот преку знаковниот јазик. Така, значи инклузијата, знаковниот јазик треба да бидат уште повеќе дел од нашето мора да го подигнеме свесноста за значењето на знаковниот јазик. Како општеството во овој момент би требало да испратиме една порака да гледа на децата, на лицата кои што комуницираат и преку знаковен јазик? Која би била вашата порака на овој ден да ја испратиме од овде? Која би била? Не подценувајте, зборувам во името на децата, затоа што не можат сами да кажат, значи јас сум моментално гласот на децата. Се што можете секој од детето, можат и глувите деца. Тоа што не можат да кажат, не значи дека не можат да го направат. Ајде да почнеме да зборуваме сите на знаковен јазик. Ајде да почнеме со предизвици една вечер да влеземе во кафуле и да го заборавиме говорниот јазик и да пробаме да видиме да се снајдеме и да покажеме и да кажеме нешто на знаковен. Да видите, интересно ќе биде, а и тие луѓе ќе се осетат инклудирани во социјалното општество и верувајте ми, можат и текако многу да допринесат, затоа што кај овие деца, затоа што сетилото за говор, значи за слух е исклучено, говорот е истакнат, интелигенцијата и логичкото размислување е многу развиено, верујте многу може да направат со нив. Тука сме, ќе се бориме, мајките никогаш не можете да не заплашат и исклучат, ние ќе бидеме до крајот на нашите животи гласот на нашите деца. Сакав на крај да ве прашам една порака до родителите кои што еве како вас можеби порано немале контакт со деца кои што имаат ваков вид на попреченост. Што тие, како тие да се справат и да продолжат понатаму, да ги охрабриме еве можеби? Јас вака ќе кажам, заедно сме посилни. Јас сум доста активна. Почнувам, знаете, некој мора да ги конектира сите нишки. Еве, почнавме веќе неколку средби, имаме невладини организации, една од нив е и Кохлеарно срце и Ребилд, затоа што сојузот ни е многу тромав, па ние преку невладините организации се обедуваме да направиме. Почнавме да правиме средби и дружби со дечињата од најмала возраст, од градинка, основно училиште, средно училиште, да почнеме меѓу себе да ги дружиме. На тие средби ние родителите почнуваме меѓу нас да се дружиме и само заедно ќе бидеме посилни и погласни да се избориме за правата на нашите деца. Јана ви благодарам многу на овој разговор и се надеваме дека инклузијата нема да застане овде и кај нас. Ви благодарам и на вас и на поканата. Така, со Ирена Лозановска-Панчевска, мајка на глуво дете со имплантиран кохлеар, на светскиот ден на гласот зборувавме за предизвиците, испративме пораки дека знаковниот јазик е еден вид на изразување и дека не секогаш искажаниот збор го представува гласот.